За овој час ни остана уште последното лице, односно трето лице, множина за тие, а тоа на турски е onlar. Onlar значи тие. Тие, и сега треба да научиме како да кажеме тие се нешто. Onlar, рековме тие, ни фали се. За се, всушност, може да се употреби наставката за множина, лар или лер. Веќе го знаеме правилото како беше за овие наставки. Имавме група А, тоа беа А, Е, О, У. Тогаш ја употребуваме формата лар, или пак ако последната самогласка е И, Е, У, тогаш ја употребуваме формата лер. Значи, ова ќе значи се. Но многу често може да се користи, односно да се направи реченицата без да се употреби воопшто лар и лер. Затоа што од самото onlar се подразбира дека станува збор за множина. Ајде да видиме примери. Пример. Onlar yorgun. Onlar yorgun или пак onlar yorgunlar. Може и едното и другото. Во пракса се користи повеќе onlar yorgun. Тие се уморни. Значи, буквално е тие уморни и тука завршува. Onlar evde. Onlar evde. Evde значеше дома, статичност. Тие се дома. Onlar evde. Onlar nerede или onlar nerede. Каде се тие? Нереде значеше каде. И ова беше прашање за статичност. Каде се тие? Onlar nerede или onlar neredeler може да се употреби. Потоа имаме onlar kim. Кои се тие? Onlar kim или kimler. Кои се тие? Onlar yabancı. Onlar yabancı или onlar yabancılar. Тие се странци. Негацијата повторно се прави со değil и ако сакаме да употребиме наставка, тогаш може да кажеме değiller, но пак ќе кажеме не мора, доволно е само değil. Пример. Onlar futbolcu değil. Onlar futbolcu değil, тие не се фудбалери. Onlar ofiste değil. Onlar ofiste, ofis канцеларија, фирма во канцеларија, значи не се, тие не се во канцеларија. Onlar sabırlı değil. Sabırlı значи трпелив. Тие не се трпеливи. Onlar sabırlı değil. Onlar Üsküp'te değil. Üsküp значи Скопје. Üsküp. Внимавај, това не е Ушкуп, Шкуп или нешто, туку е Üsküp, Üsküp. Значи, onlar Üsküp'te değil, ќе значи тие не се во Скопје. И последната реченица, onlar ünlü değil, onlar ünlü değil, тие не се познати, тие не се славни. Onlar ünlü değil. И ако сакаме да направиме прашалната реченица, треба да употребиме прашалното зборче м, ми, му, односно мü. И повторно да видиме пример. Onlar evli mi? Onlar evli mi? Evli значи мажена или женет. Ние можеме ова да го преведеме како во брак или земени. Дали се тие земени, дали се во брак, дали се маж и жена. Onlar evli mi? Како на англиски married, значи тоа е evli. Onlar mutlu mu? Дали се тие срекни? Onlar mutlu mu? Onlar şarkıcı mı? Onlar şarkıcı mı? Дали се тие пејачи? Onlar derste mi? Derste, значи повторно имаме статична локација. Дали се тие на час? Дерс значи час, а може да значи и лекција, ама во случајов нема логика да го преведеме како лекција. Дали се тие на лекција? Не може. Дали се тие на час? Значи, onlar derste mi? И onlar İzmir'de mi? Повторно како примерот со Üsküp'te, нели Стамбулда, кога имаме собствена именка, мораме да ја одвоиме нели именката од наставката со апостроф. Значи Измирде во Измир. Тие во Измир ли се? Дали се во Измир?
Onlar İzmir'de mi?